Kad si veki tu? Kad si sedneš između i... На почетокот сме на второто полувреме помеѓу ракометниот дуел од плей-аут на преварите во првата машка ракометна лига. Помеѓу екипите на РК Делчево и РК Партизан Гевгелија. 21-13 по првиот напад, по првото полувреме. Првиот напад во второто полувреме го имаат гостите од Гевгелија. Резултатот го забележувате и горе во вашиот големиот дел од екранот. За екипата од Делчево: Златковски Стефан, Гоце Георгиевски, Шонтевски Златко, Мирче Георгиев, Коларски Михаил, Лазаревски Леонид, Стоиловски Павле, Драган Драгановски, Митевски Стојанче, Манов Зоки, Дамјанов Кристин и Георгиевски Илчо, тренер е Стоиловски Гоци Велков Горан. Во екипата од Гевгелија: Љатев Христо, Узунчев Тодор, Узунчев Димитар, Ангелов Цветко, Ангов Лазар, Велев Иван, Банцалиски Ѓорге, Џалев Славчо и Вегов Димитар. Петазов Зоран, тренер на екипата. Во првото полувреме најмногу голови постигна Мирче Георгиев, вкупно 9 погодоци. Потоа Георгиевски Гоце со 5. Коларски Михаил имаше 3 погодоци, нов гол на Гоце Георгиевски за 22-14. Узунчев фаулиран. Бракета Димитар и Тодор Узунчев комбинира. Брани Златковски, да видиме дали ќе додаде до Георгиев, така е, кој ќе има можност да го постигне 10-тиот погодок. Стрела прецизно Георгиев. 33-та минута. Уште еднаш добра одбрана на Златковски. Стоилов прави чекори. Стоиловски прави чекори. Така велат судиите, лошо водење на топката. Узунчев, добратот Узунчев. Георгиевски одзема кон Георгиев, таму е Стоиловски, да видиме. Прецизен. Павле Стоиловски прецизен. Негов прв погодок. Комбинираат бракето Узунчеви. Но и грешат. Сепак исправа со број 13 Банцалиски. Топка кон Банцалиски. Узунчев. Георгиевски исклучување добива за овој зафат. Недозволен зафат, велат судиите. Илчо Георгиевски исто така 4 погодоци во првото полувреме за домашната екипа. Гостите има водство до 6-7 резултат во првото полувреме, а потоа се тргна во знакот на домакините кои на полувреме имаа водство 21-13.
За на моменталниот резултат е 24-14. Коларски. Поточно така. Со број 5 Ѓорѓиевски се извинувам, беше тоа. Грешка на гостите, топка за РК Делчево. Илчо Ѓорѓиевски до Мирче Ѓорѓиев. Повторно топка за Илчо Ѓорѓиевски, Ѓорѓиев, Манов. Ѓорѓиевски и нема гол. Обид за против напад, но фаќа Ѓорѓиев. Топка упатена кон Узунчев, но не стигна до него. Стоиловски сега бараше бргу да проигра некој од своите играчи, не успева. Оди РК Делчево со мирен напад. Манов, Мирче Ѓорѓиев, Манов. Илчо Ѓорѓиевски, Манов. Таму на левата страна Стоиловски. Во средината Коларски. Манов ќе се обиде да штира и во блокот. Топката од блокот во аут. Гол. Немаше овде среќа голманот. 25 погодок за домашната екипа. Двоцифрената разлика продолжува. Узунчев до својот брат, да видиме дали ќе додаде, не. Со број 18 и Тодор Узунчев, а со број 16 Димитар Узунчев, неговиот брат. 9 метри овде велат само судиите. Комплетен тимот на РК Делчево. Одзема Ѓорѓиевски кон Ѓорѓиев, повторно до Ѓорѓиевски, да видиме овде прекрасен гол. 7 за Гоце Ѓорѓиевски. 26 вкупно погодок за екипата на РК Делчево, наспроти 14 за тимот на Партизан. Ѓорѓиевски повисоко од играчот на Партизан и топка за РК Делчево. Нападот почнува токму преку Илчо Ѓорѓиевски. Фаулиран Коларски, но судијата не суди прекршок, изведуваат контранапад гостите. Со број 5 Ангелов Цветко стрелец на погодокот. Овде се уште има проблеми Коларски. Беше фаулиран, но не знам зашто судиите не се решија да досудат. Фаул, како и да играта продолжува. 25-15. 10 голови разлика и напад за екипата од Делчево. Не забележавме кој е стрелец на 27-миот гол, како и да е.
12 голови разлика. Узунчев силно шутира. Меѓутоа брани Златковски, а при тоа со игра со нога од Георгиевски, топка за екипата на Партизан, кои редовно патем губеле овде во минатото на овој терен, во салата Методи Митевски Брицо. Сега постигнуваат нов погодок, 16-ти. Продолжува Рка Делчево со нов напад преку Георгиевски, таму се бори за простор Коларски, само 9 метри. Слободен за момент беше Георгиев. Комбинира со Георгиевски, овде судијата вели повторно да се изведе прекршокот. Илчо Георгиевски, Гоце Георгиевски. Илчо Георгиевски прави простор за Георгиевски и прекрасно. Прекрасна акција за 28-15. Банцалиски и Узунчев комбинираат овде и вториот Узунчев. Димитар Узунчев. Ангелов се обиде да го изненади Златковски, но не успеа. А нападот продолжува преку Гоце Георгиев и Мирче Георгиевски. Топка до Илчо Георгиевски. Значи да повториме најефикасен досега Мирче Георгиев со 11 погодоци. Тројца играчи со слично презиме: Гоце Георгиевски, Илчо Георгиевски, Мирче Георгиев. Тука се Коларски, Стоиловски и Манов, моменталната постава на екипата на Рка Делчево. Гоце Георгиевски до Коларски. Пенал. Пенал за домашните. Ќе го изведе Стоиловски. Да видим дали ќе биде прецизен за 29 погодок. Така е. Веднаш шутираше, немаше никакви шанси младиот голман на Партизан. Брго враќаат преку играчот со број 7, кој е Вегов. Георгиев до Манов. Георгиев ги има лево Георгиевски и Георгиевски. Шири раце Манов бара топка. Гоце Георгиевски. Илчо Георгиевски. Убава идеја да проигра со Манов. Не успева, топката упатена кон Узунчев. Но нема погодок. Златковски брилира на голот на Рка Делчево. Силен залет на Гоце Георгиевски, нов погодок. Трет се ми се чини во второто полувреме, инаку 8 на овој меч. За 30-тиот гол за Рка Делчево. Ако добро забележувам, гостите остануваат на 17. Промена на голот на домашната екипа. Така е, кој веќе забележа 2 интервенции. Стојанче Митевски на голот. Судијски прекин мал овде, кој заврши со исклучување на Манов.
Узунчев, Банцалиски. Погодок за играчот со број 7 Вегов. Коите колеги на голманската позиција добри се досега, мора да признаеме. Мора да признаем и јас би рекол дури и онија направија разликата. Кажам, особено Стефан Златковски беше допреднатко на голот. Така. И можам да кажам дека Делчево во почетокот на надпреварот изделуваше малку кочането. Така. Но како одминува надпреварот, така река Делчево ја зголемува својата предност. Точно така, тоа го покажува резултатот 31-18, нов погодок во меѓувреме забележавме. Играта продолжува. Банцалиски овде во обид за да упати удар кон голот на Митевски. Стојанче повторно се обидува. Овде имаше ли чекори? Не, вели судијата. А гол постигнува еден од браќата Узунчеви со број 16 Димитар Узунчев, ако не се лажам, така е. Домакините рутинирано продолжуваат со нападите. Триото Георгиевски во фокусот на вниманието. Таму на левото крило е Стоиловски. Комбинација со Коларски. Стоиловски така не дозволува овој напад, контрнапад да продолжи на гостите. Браќата Узунчеви комбинираат. Димитар Узунчев шутира и брани Стојанче Митевски. Видиме дали уште еднаш ќе биде поуспешен. Не. Со број 18 Тодор Узунчев стрелец на овој погодок. 20 гол за гостите. 31 имаат ракометарите на Рака Делчево. Вообичаено акцијата продолжува преку Илчо и Гоце Ѓорѓиевски. Бара топка таму Коларски и Манов. Фаулиран при тоа Коларски од корпулентниот со број 3 Џалев Славчо. Топка кон Коларски, пенал. Добра замисла на Ѓорѓиевски, топката да ја прифати Коларски и изнуди пенал. Кој по обичај го шутира Георгиев. Кој 3 пати прецизно стрелаше во првото полувреме од пенал, а досега 3 пати од игра постигна гол. Еве прв пат во второто полувреме можност да постигне гол од пенал и така е. Четврти гол од пенал, иначе вкупно 14-ти. Со што е најефикасниот играч на надпреварот досега, водство 32-20. Брго постигнуваат погодок гостите преку Банцалиев. Ново изведување затоа што топката побегна. За момент помисли дека е тајмаут, но играта продолжува, нема потреба за тоа. Има потреба единствено кај гостите, но нивниот тренер не се решава за да свика тајмаут, што малку зачудувачки, имајќи предвид колкава е разликата, но нема избор, гледаме на клупата. Нема долго клупа екипата од Евгелија, така да не можеше ништо повеќе да се очекува од овој тим, кој сега ја добива ова акција и продолжува во напад за да го намали водството на Рака Делчево. Ќе биде значи ова четврта победа во низа за домашната екипа, со што го задржува високото место на плејаут табелата во прволигашката конкуренција. Што пак ќе значи сигурен опстанок во првата лига. Узунчев високо скокна, но беше фаулиран од Коларски и фаул за 9 метри за ракометарите од Евгелија. Банцалиев се обиде едно силно над голот, високо над голот. Тајмаут. Значи да резимираме, добра игра на домакините.
Да, и аз мислам дека екипата на РК Делчево полесно од очекуваното ја оправдува фаворитската улога. Тоа го покажува и резултатот, како што реков и пред малку. И до крајот на преварот не се очекува некои поголеми изненадувања што се desува до овој надпревар. Уште еднаш да те представиме на публиката, ти бранеше за младинските категории, па некогаш и за прволигашкиот тим од Делчево. Да, токму така, и јас, како што може да погледнете со овие играчи, имам играно со сите, така да сите се мои поранешни колеги. Така, благодарам. Тайм-аут, значи додека очекуваме играчите повторно да се вратат на терен. Да спомнеме дека има уште 11 минути и 49 секунди до крајот на овој плей-аут надпревар. Убедливо водство на домакините од Делчево, 32-21. Нема зошто да се брза до крајот, се е овде решено. Иако надежта последно умира, така сигурно мислат и играчите на РК Партизан. Се разиграа некако во последните 2-3 минути, но имаа сили само за првите моменти од надпреварот, кога има и водство од 7-6 и потоа екипата на РК Делчево константно постигнуваше погодоци. Направи серија 4-0, па поведе со 10-7, потоа и 13-8. За да на полувреме води со 21-13. Ајде веќе во, кога би рекле 50-та минута од надпреварот и до убедливо водство 32-20. Во игра имаме нов играч кај домашниот тим. Шонтевски на левото крило на местото на Стоиловски. Ѓоргиев се обиде да пласира со одбивање од подот, не успеа. Во меѓувреме топка кон Узунчев од Банцали, од играчот со број 7 Вегов. Грешка. Шонтевски во кошаркарски стил со одбивање на топката, убав обид. И при тоа го удри голманот во глава, не сакајќи да видиме да не е нешто посериозно. Не, добро е вели голманот. Немаше намера секако. Судиите велат играта да продолжи. Преку Узунчев, Димитар и Тодор продолжува. Таму Вегов. Ево овде Банцалиев. И со број 5 Ангелов. Тоа е петорката. Тука е на припомош и со број 14 Иван Велев. Узунчев го бара својот соиграч, го пронаоѓа во десниот агол. Вегов, Димитар Вегов, стрелец на овој погодок. 10 голови разлика во 50-та минута од надпреварот. Мирче Ѓоргиев таму топка кон Шонтевски, не стигнува до него, но имаше лошо прифаќање од Узунчев и топката е повторно за ракометарите од Делчево. Дамјанов повторно во игра. Илчо Ѓоргиевски со број 20 Златко Шонтевски и Драгановски Драган на левото крило претходно измената. Играч од Македонска Каменица. Одличен шут на Ѓоргиевски Илчо. За 33-ти погодок наспроти 22-та голови на гостите од Гергелија. Еве сега 23-ти повторно преку Димитар Вегов. Последни 9 минути од надпреварот. Манов ја почнува акцијата преку Ѓоргиевски, па топка до Мирче Ѓоргиев кој ја упатува кон Шонтевски. Ѓоргиевски таму до Дамјанов, дали ќе проигра со Драгановски, така е. Драгановски и Дамјанов комбинира, Ѓоргиевски. Во средината Манов, да видиме Ѓоргиевски се решава да шутира. Дали ќе ја прифати тука Драгановски? Не. Нападот продолжува кај гостите Вегов со број 3 Ѓалев Славчо, Узунчев Тодор.
Банцалиев до Димитар Рузунчев. Долу е Вегов, но немаше, овде претходно суден беше прекршок за 9 метри. Повторно топката кај Димитар Рузунчев, Банцалиев до Тодор Рузунчев. Банцалиев се обидува и постигнува погодок. 52 минута, 32-23. Манов, Георгиев, поточно Шонтевски, Георгиев, топка кон Дамјанов, која додава до Драгановски. Георгиевски уче. Дамјанов да видиме. Кристијан Дамјанов до Вилчо Георгиевски. Еве топка за Дамјанов, дали ќе додаде до... Не, ја вземаат топката. Продолжува нападот преку Георгиевски Дамјанов. Дамјанов статива. Банцалиев, Вегов. Банцалиев. Тодор Рузунчев. Стрела прецизно, 24-ти гол. 33 имаат домакините, 9 разлика. Поточно 25 ова погодот на гостите, сметано со овој заедно. 8 разлика на 6,5 минути до крајот. Комбинираат Дамјанов и Георгиевски. Изнудува пенал. Така, изнудува пенал. А ќе го шутира Манов. Тој што го изнуди. Прв погодок, ако не се лажам. Вкупно 34-ти. 9 разлика повторно за екипата Делчево. Димитар Рузунчев сега стрелец на овој погодок. Тајмаут се опуштија домакините. 55 минута. Мало опуштање што не би требало да е проблем. Да, не мислам дека разликата во квалитет е очигледна. Сега Делчево ги дозволи да игра и на останалите играчи. Значи Шонтевски и Драгановски така. Со страна на сите играчи, така да може мало опуштање да се очекува, но тоа не би го променило. Така, за 6 минути 9 погодоци не може да се постигне, барем ретко се постигнуваат. Да, тоа би требало стварно чудо, да очекуваме некаков пресврт, но тоа е тешко за очекување. Така. Очекуваме да продолжи на преврат, значи 55-та минута. Тајмаут домакините, 34-25. Најдобар поединец досега кај домакините Георгиев. Во однос на постигнувањето на голови, екипата игра компактно, тука потоа се со постигнатите погодоци Георгиевски. Коларски има 3 погодоци исто од првото полувреме. Акцијата почнува од Георгиевски. И овде чекори вели судијата. Банцалиев до Рузунски. Банцалиев постигнал погодок. Смирено треба само да продолжат домакините. На голот се враќа со број 12 Леонид Лазаревски кај Делчевци, кој немаше можност да интервенира при овој обид на гостите. Сега Гоце Георгиевски обид да го проигра Коларски, не успева.
Банцалиев кон Зунчев. Имаше ли овде мали чекори? Не, вели судијата, нов погодок. Бара домашниот тренер уште подобра игра од гостите, гостинскиот тренер поточно. 34-28. Ќе биде вистинско изненадување доколку екипата на РК Делчево дозволи некакво приближување. Така, но ако ова биде погодок, немаше ли овде фаул? Грешка сега и на гостите, тука е Стоиловски. Ако проигра со Георгиевски, овој ќе биде во чиста позиција за гол. Така е. Со овој погодок мислам дека е се решено. 35-28. Три минути и 52 секунди до крајот, исклучување за Георгиев. Вели судијата. 6 голови разлика. Стоиловски, Георгиевски, Илчо Георгиевски, тука е Манов и Коларски. Со 5 играчи во последните 4 минути, 3,5 минути од овој натпревар. Шанса за Илчо Георгиевски. Меѓусебно договарање таму, Джалер Славчо силно кон своите соиграчи бара подобра игра во одбрана, грешат домакините, напад за 30 погодок на гостите. Узунчев, но греши. Тодор Узунчев кон Банцалиев. Димитар Узунчев, да видиме дали ќе проигра со Вегов, не, повторно до Банцалиев. Тодор Узунчев. Паѓа овде играчи со број 14 Велев. Брзаат партизанци. Овде имаше пауза, 2 минути исклучување, признава Банцалиев. Сега силите се изравнети на теренот. 58-та минута започна. 35-29 за екипата на РК Делчево. Извинување од Банцалиев за овој старт, така да го наречеме. Излегува прво негово исклучување. Коларски беше фаулиран. Со по 5 играчи во последните 2 минути и 40 секунди до крајот и двете екипи. 6 голови разлика. Илчо Георгиевски до Гоце Георгиевски кој ја прифаќа некова топка, но имало ли претходно фаул за 9 метри, така е. Црвен картон. Лошо покривање и не забележавме добро. Со број 7 Димитар Вегов надвор од игра, треба да се префрли на трибините. Продолжува нападот. Се лути возрастниот Вегов. Наистина не забележавме зашто беше овој црвен картон, како и да играта продолжува. 2 минути и 20 секунди до крајот. Делчевци напаѓаат за 7 гола разлика. Манов брани домашниот голман.
Узунчев. Тодор Узунчев кон својот брат Димитар Узунчев. Овде престап, топка упатена кон Мирче Георгиев, така е прифаќа. Престап вели судијата. Мирче Георгиев не вели дека тоа е престап, но како и да е, минутите минуваат, минута и пол до крајот. Сакаше да атрактивно да даде гол. Еви гостите пак не успеваат. 5-6 сите играчи на РК Делчево во напад. Георгиев, да видиме. Не успева и овој пат. Не успева и овој пат. За 36-ти погодок, така да резултатот останува 35-29. Узунчев, Димитар се обиде топка кон Стоиловски Павле, кој рутинирано ги решава овие шанси. Зицер го користи. Банцалиев, Тодор Узунчев до брат му Димитар Узунчев, до неговиот брат Димитар Узунчев. Со број 5 тоа е Ангелов Цветко. Таму десно криво со број 3 е Джалев. На левата страна е префрлен сега Банцалиев. Овде Джалев. Пикерот Джалев погодува. За 30 погодок за екипата на РК Партизан. Последни секунди 9. Коларски за потврда и победа на овој натпревар. Лука Цветковски со нас, благодараме ве за оваа асистенција. Да се надеваме дека нашата екипа и понатаму ќе продолжи. Па да, јас не се сомневам во квалитетите на моите поранешни соиграчи, така да очекувам и, како што реков и претходниот атак и на првата позиција. Тоа се однесува до денешната натпревар, мислам дека разликата во квалитет беше очигледна и екипата на РК Делчево полесно од очекуваното ја оправда фаворитската улога. Благодарам уште еднаш, еве играчите се поздравуваат, убав меч во Делчево. Едно време РК Делчево имаше водство од 9-10 голови разлика, па и 12 на моменти, на крајот 6 разлика. 36-30. Ви благодарам што не следевте, се гледаме за 2 недели.